заглави продолжението на конститутивната седница. ВМРО-ДПМН ја забави расправата со меѓусебни реплики. СДСМ за патувањето на Груевски. Со или без него, Македонија ќе добие спикер. Заев го обвини Иванов за државен удар. Аналитичарите велат председателот е фактор на дестабилизација. Смена на врвот во Агенцијата за разузнавање. Зоран Иванов доаѓа на местото на Ѓорѓе Чулев. Добра вечер во информативниот магазин на телевизија 21. Во Собранието на Македонија неколку часа се расправаше во врска со избирањето нов спикер, пошто попладнево председавачот Трајко Велјановски ја прекина седницата и закажа продолжение за утре. Расправата на конститутивната седница, прекината пред 3 месеци, покажа длабока спротивставеност меѓу пратеничките групи, но и можните шкоти за новото парламентарно мнозинство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со подписи од 20 пратеници за председател на Собранието го предложи Талат Џафери од ДУИ, но БЕСА одби поддршка. 34-69 По 3 месеци денеска продолжи конститутивната седница на која пратениците заглавија уште на првата точка за верификување на мандатот на Комисијата за избори и именувања. Откако председавачот Велјановски отвори расправа за збор се јавија 57 пратеници, од кои најголем дел од ВМРО-ДПМН. Прв за дебата се јави Антонио Милошовски, но по него широка дебата со реплики, контрареплики и процедурално се јавуваа пратениците од неговата партија. Пратениците на СДСМ реагираа. Петре Шилегов рече дека 20 пратеници од коалицијата поднеле предлог и доколку потребе блокадата ќе бараат директно да се гласа за председател на парламентот, односно за предлогот на ДУИ Талат Џафери, зад кого застана и СДСМ. Денес граѓаните се сведоци кој сака да ја продолжи кризата и кој и да ја држи во заложништво Република Македонија и сите нејзини граѓани. Реплицирањето сами на себе е кршење на деловникот на Собранието на Република Македонија. Очајот кој што го покажува малцинството во парламентот и стравот кој што се гледа кај Груевски и раководството на ВМРО-ДПМН од одговорноста е премногу дури и за ВМРО-ДПМН. Од ВМРО-ДПМН бараат председател на Собрание да биде од ВМРО-ДПМН, односно оној кој ќе отврли заедничката декларација на албанските партии. Илија Димовски од пресцентарот изјави дека деловникот не ми ограничува дебатата и според нив тоа не е блокада, туку должно да се изјаснат пред граѓаните. ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во своето функционирање во Собранието ќе ги почитува уставот, деловникот и парламентарната пракса во насока на заштита на државните и национални интереси на Република Македонија. Од Собранискиот пресцентар реагираше и движењето БЕСА. Тие јавно кажаа дека нема да го поддржат Талат Џафери, а на СДСМ му упатија порака дека со овој чекор покажале дека не се за реформска влада. Што се однесува до подписите за состав на нова влада, велат дека засега нема да ги повлечат. Ова значи дека помеѓу кандидат на БЕСА и на ДУИ, СДСМ одлучи да биде со ДУИ. Затоа не можеме да не истакнеме дека според една албанска поговорка која вели денот по утрото се познава, денес конечно падна маските за една реформска епоха, под наводници се разбира, за уривање на режим, исто така под наводници, и за смена на курсот на земјата, исто така под наводници. Конститутивната седница на која се расправа за избор на председател, заменик председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на избори и именувања ќе продолжи утре напладне. Социјалдемократскиот сојуз реагира на, како што велат, бегството на Никола Груевски на денот кога треба да биде избран председател на Собранието. Со тоа уште еднаш тој докажа дека не го интересира државата, туку единствено му е важно да избега од одговорност. Откако со недели внесуваше раздор и поделби и ги попречуваше демократските промени, Груевски на крајот, не можејќи да се помери со новата реалност, реши да избега од државата, се вели во соопштението од Социјалдемократскиот сојуз. Ова е слично со неодамнешното бегство на Ѓорѓе Иванов, со што се докажува дека тие немаат ниту минимум чувство за државата, вели СДСМ. Од ВМРО-ДПМН реагираат дека партискиот председател ќе ги представува ставовите во однос на актуелните домашни случувања на Малта, каде што се одржува состанок на Европската народна партија, а ќе присуствуваат високи фигури од Европската унија.
Скоро цел месец протести против прифаќање на барањата на партиите на албанците од новата влада која се договара меѓу СДСМ, ДУИ и помалите албански партии. Демонстрантите денеска го сметаат како своја победа тоа што околу 18 часот беше прекината конститутивната седница во парламентот. На патот од зградата на владата до седиштето на ВМРО ДПМН, организаторите на протестот ги читаа имињата на пратениците на оваа партија и нивните коалициски партнери, барајќи од нив да не дозволат во парламентот да помине, како што велат, тиранската платформа. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич денеска во Брисел потврди дека за отворање на пристапните преговори на Македонија со Унијата одлучува Европскиот совет, а не комисијата. Таа повтори дека отворањето на преговорите е условено од примената на договорот од Пржино. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во интервју за Канал 5 синоќа истакна дека председателот Иванов изврши државен удар со тоа што спречи да се формира нова влада во Македонија, не давајќи го мандатот на СДСМ. Тој и во оваа прилика повтори дека Иванов мора да дозволи брз и мирен трансфер на власта. Заев го повика председателот и лидерот на ВМРО ДПМН Груевски да се соочат на ТВ дуел за да ги отворат сите спорни прашања кои ја мачат јавноста, како што рече. Ваква средба во Македонија се нема случајно, речиси, цела деценија. Да се спречи формирање на влада и да не се дозволи брз и мирен трансфер на власта представува државен удар. Лидерот на социјалдемократите во вчерашното гостување на Канал 5 истакна дека председателот Ѓорги Иванов е главна пречка за решавање на кризата во Македонија. Според него лоша пракса е да се прескокне Иванов, затоа сакаат по мирен пат да се движат процесите. Ние, еве гледате, промовиравме програма на една влада и со тоа тргнавме се на страна. И партиски програми, и платформи, и декларации, се. И истовремено одиме во парламентот. Новиот председател на парламентот ќе му пушти допис на господинот Иванов со кој што ќе му каже: сум избран како председател на парламент, со мнозинство пратеници, ова мнозинство заслужува да му дадете мандат. Ви тече рокот од 10 дена да му дадете мандат. Според поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО и универзитетски професор Нано Ружин, ставовите на Заев се на место бидејќи во последните месеци Иванов и во очите на Брисел представува главен фактор на дестабилизација на Македонија. Факт е дека одлуката на Иванов, кој што не треба да забораваме дека не е само негова лична одлука, туку зад неја стои и другата, би рекол, инженеригот на ВМРО ДПМН начело со Груевски, представува едно грубо кршење на Уставот на Република Македонија. Во интервјуто Заев истакна дека ќе направи се што е во негова моќ нервозата од улиците предизвикана од политичкиот застој во земјата да не се претопи во меѓуетничка криза која ќе ја врати земјата назад. Не дај Боже да се случи интеретничка, интраетничка криза после чуму ни е влада, чуму ни е се. Ова не смееме да го дозволиме и заради тоа дури и некои така коси што кубат во јавноста треба да знаат. Ке сторам се што е потребно. Да не му фали никому влакно од главата. Заев меѓу другото упати отворена покана до лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски да излезат на ТВ дуел пред сите национални телевизии и да ги отворат сите прашања кои ја мачат јавноста. Шефот на државата, Ѓорѓе Иванов, го именуваше доктор Зоран Иванов за нов директор на Агенцијата за разузнавање, откако измина мандатот на досегашниот директор Наке Чулев. Зоран Иванов досега беше началник на војното разузнавање од редовите на професионалниот кадар на Министерството за одбрана, со борбено искуство во операции во земјата и меѓународни одбранбени мисии во странство. По завршување на Војната академија во Скопје е поставен на должност во баталјонот за специјални операции и е учесник во конфликтот во 2001 година во Македонија. Одликуван е со медал бронзена ѕвезда за храброст од Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави за извршување на должност командир на воениот контингент и вршење на специјални операции и поддршка во Ирак во 2006 година.
А доколку дојде до нов бран имигранти во случај Турција да се откаже од договорот со Европската Унија за сместување на бегалците на своја територија, Македонија ќе биде подготвена да ги прими и испрати, но нема да има доволен капацитет за да го запре нивниот проток. Ова е еден од заклучоците на регионалната конференција за балканската рута бегалци, на која македонскиот министер за внатрешни работи Агим Нухиу рече дека секој чекор во врска со имигрантите ќе биде координиран од Европската Унија и од Соединетите држави. Вака изгледаше протокот на бегалци низ Македонија пред една година, кога јужната граница со Грција беше преплавена со луѓе тргнати од азијските земји и Африка кон Западна Европа. Во случај нешто слично да се повтори, Македонија е подготвена да се соочи со предизвикот, уверува министерот за внатрешни Агим Нухиу. На регионалната конференција тој изјави дека ако Турција одлучи да ги пушти бегалците од камповите на турско-сириската граница, Македонија ќе добие помош од европските сојузници и ќе реагира во координација со нив. Се разбира дека ние ги следиме сите активности кои индиректно може да произлезат од мигрантската криза. По-проблематично може да биде можното сценарио за рескинување на договорот меѓу Турција и Европската Унија, а со тоа да имаме голем број на мигранти. Ние ќе се обидеме сите наши услуги да ги координираме со нашите европски и американски партнери. Представници од граѓанскиот сектор инволвирани во справување со бегалците исто така уверуваат дека и покрај тоа што Македонија се соочува со внатрешна политичка криза, има капацитет да менаџира уште еден бегалски бран, но председателот на невладината организација Легес Јасмин Реджепи вели дека земјава нема да може да го спречи протокот, односно да го блокира нивниот влез од Грција. До јуни 2015 година Македонија беше црна точка за бегалците. Ние се потрудивме и побаравме од Министерството за внатрешни работи да се смени законот за азил, да се донесе 72 часа легален престој во државата и можност да може да користат јавен превоз. И со тоа многу работи се сменија, значи во бегалската криза и им се олесни транспортот на бегалците и нивното поминување на државата и стана тотално безбедно. Професорот за безбедност Благој Марковски вели дека кризата со мигрантите го загрижува целиот свет и мора да се третира на глобално ниво. Тој предупредува дека евентуалниот нов бран мигранти би можел да биде злоупотребен од терористи и лица на меѓународни потерници. Република Македонија нема капацитети да може да ги згрижи овие бегалци и од тука Република Македонија мора да се насочи или кон заедничко решавање на овој проблем заедно со Европската Унија и другите земји во Европа, или пак да се однесува потполно реципрочно како што се однесуваат северните соседи на Република Македонија. Загриженоста за можен нов бран бегалци од Сирија и други земји порасна откако турскиот председател Ердоган минатата недела не ја исклучи можноста по референдумот за поголеми права на шефот на државата, на кој турците треба да гласаат во април, може да се преразгледа договорот меѓу Анкара и Европската Унија за запирање на бегалскиот бран. Договорот постигнат во март минатата година значително го намали протокот на мигранти од Блискиот Исток кон Европа, запирајќи стотици илјади лица на територија на Турција, но од тогаш односите меѓу Турција и Европската Унија значително се уназадени. Сојузот на синдикатите на Македонија бара зголемување на минималната плата барем за 20%, што потоа би покренало покачување и на просечниот личен доход во земјава. Од друга страна, Агенцијата за вработување постојано промовира разни обуки за регистрираните невработени лица, за да им се зголемат шансите за вработување и стекнување барем на минималната плата. Платите преку утврдување на повисок минималец и намалување на време траењето на договорите за ангажирање на определено време од сегашните 5 на 2 или 3 години би требало да се овозможи преку предлог протоколот за социјален напредок изготвен од Сојузот на синдикати на Македонија. Оваа организација смета дека има услови за зголемување на минималната плата најмалку до 20%, со што би се поттикнало зголемување на останатите плати. Платите сепак се еден од значајните сегменти, со оглед на фактот што нашите анализи покажаа дека скоро 60% од вработените примаат плата некаде до 20.000 денари, само 3,2% примаат плата
која изнесува над 30.000 денари, додека над 40% примаат плата која изнесува од 12 некаде до 15.000 денари. Тоа е значи основната определба да го отвориме процесот на зголемување на платите во Република Македонија. Синдикатите сметаат дека треба да се зајакне и сигурноста на работните места, односно договорите на определено време кои сега се склучуваат на период до 5 години да бидат максимум од 2 до 3 години. Агенцијата за вработување пак од своја страна одново промовира проект за помош на невработените кои можат да аплицираат за обука кај познат работодавач. Со оваа мерка годинава ќе бидат офатени 400 невработени лица, за чија реализација се обезбедени 11 милиони денари во буџетот на Агенцијата за вработување. Оваа програма трае 3 месеци, со што невработените лица за периодот од 3 месеци ќе добиваат месечно по 9.000 денари бруто или 7.458 денари нето износ на средства за одење на самата обука. За време трајањето на обуката, корисниците на паричен надоместок и мирува правото на паричен надоместок, додека корисниците на социјална парична помош ќе го добиваат износот во трајање од 18 месеци и во тој период, доколку се откажат или бидат отпуштени, ќе можат повторно се вратат на социјална парична помош, че нема да ја изгубат. Доколку се работи за лица помлади од 29 години вклучени во оваа обука, работодавачот ќе може да смети и на ослободување од придонеси во текот на првата година од вработувањето. Со оваа мерка од 2007 година досега се офатени 7850 лица, а постигнати се повеќе од 5000 вработувања, од кои 4100 се жени. Од нив вработени се 2800 помлади лица од 29 години, но и покрај ваквите мерки просечната плата во Македонија изнесува 22.750 денари, една од најниските во Европа. Во регионот со помали просечни плати се само вработените во Косово, кои имаат месечни примања од 307 евра. Свој барања за подобар живот имаат и земјоделците. Да профункционира агроберзата, да се организира извоз на вишокот домашно производство и државните институции да бидат почесто на терен, побараа денеска земјоделците присутни на завршниот настан од проектот Пазарна економија и институционалните капацитети. Земјоделците веќе подолго време макамачат како да им најдат крај на земјоделските производи. Весна Јаневска, производител од Росоман, вели дека поради политичката ситуација, субвенциите не може да им бидат доисплатени. Ќе биде хаотично за тоа што субвенциите луѓето веќе и подготовката на почвата, на семенскиот материјал, на насадниот материјал е задоцнета, кој можел да се снајде. Мислам дека сите резерви се исцрпени и дека ќе има многу поголем одзив во, да кажам дека ќе дојде земјоделието уште поголема сиромаштија. Земјоделците предлагаат стабилизирање на агроберзата како прв чекор кон решавање на нивните проблеми. Сточарот од Дебар Даут Думани укажа дека има проблем со пласманот на јагнето. Во врска со откупот на јагниња никој не се заинтересира, сега е шпицот сезоната, се манипулира со цената на јагниње, остави тоа што со ниска цена и не врши откуп. А имаме доста голем капацитет и за клање и за производство. Земјоделците не знаат кому да се пожалат. Координаторката на проектот Пазарна економија и институционални капацитети Лилјана Јонески вели дека иако бројот на вработени во институциите се зголемува, ефикасноста се намалува. Ситуацијата веќе подолго време во нашата земја стои во место и значи во делот на развојот на пазарната економија, така да има уште многу што да се работи. Од една страна постојано се зголемуваат бројот на вработувањата, износите на финансиските средства кои што годишно се издвојуваат од буџетот на државата за институциите, а пак од друга страна имаме назадување на ваквите односи во пазарната економија. Резултатите од проектот покажуваат дека над 64% од земјоделците немаат доверба во институциите, а 85% сметаат дека не постои реална конкуренција на цените во земјоделството. На сосема поинаква тема. Одново е покренато прашањето за содржината на книгите во некои од учебниците во земјава. Активистите за човекови права реагираат дека во некои од нив се промовира говор на омраза, а ЛГБТ заедницата е представена како ненормална. Во друг учебник е наведена медицински неточна дефиниција, дека најдобар начин за заштита од пренесување на сексуално преносливи инфекции е да останете верен на својот партнер, велат од Коалицијата за заштита од насилство и дискриминација во образованието.
Книгите со содржини што промовираат говор на омраза или кој ЛГБТ заедницата ја представуваат како ненормална и најчесто ја опишуваат како социјална девијација, уште еднаш наидуваат на критики од активистите. Во еден од учебниците за настава на факултетите за психологија е наведена дефиницијата дека најдобар начин за заштита од пренесување на сексуално преносливи инфекции е да останете верен на својот партнер. Како што велат од коалиција заштита од насилство и дискриминација во образованието, ова информација е неточна и од медицински аспект. Нашите учебници за жал користат на вистина застарена литература која што најчесто значи говор на омраза и дискриминација кон овие групи. Се употребува сосема несоодветна терминологија која што не личи за 2017 година сме. Некои од професорите се свесни дека начинот на кој се составени дел од содржините во наставните книги повеќе потсетува на конзервативноста на минатото отколку на современите либерални ставови од демократскиот свет, но најлошо е што учениците и студентите не добиваат релевантни информации кои што треба да им послужат понатаму како нивни професионалци. Секогаш се обидуваме во рамките на новите студиски програми да ги промениме дефинициите. Меѓутоа, постојат дефиниции кои што едноставно на некој начин се протнуваат во рамките на тој образовен систем и се застарени. Со тоа се согласувам. Меѓутоа, со оглед на тоа дека доаѓаме од Институтот за родови студии, ние се обидуваме на некој начин да се соочиме со тоа дека дефинициите треба да го следат духот на времето. При крајот на минатата година 40 мајки реагираа поради содржината во учебник наменет за помали деца во основното образование. Тие реагираа во името на семејствата со еден родител или во брачните заедници поради барањето учениците во книгата да го внесат датумот кога, како што се вели, родителите правеле свадба, стапиле во брак или пак се венчале во матично или во црква. Мајките тврдеа дека децата не смеат да бидат изложени на дискриминаторски содржини. Тоа е се од информативната редакција на телевизија 21. Пријатна вечер ви посакуваме.